пена за бринчење, вештина за плетење и брашно. Каква врска имаат со конкретните и абстрактните именки? Па, ако размислиш добро, може да имаат врска. Симпатична врска. Ако си играте со нив, и вие лесно ќе направите разлика кои се конкретни, а кои се абстрактни именки. И зошто едните се вакви, а другите се такви. Еве, да започнеме со вештината за плетење. Ако сакаш да ја научиш оваа вештина, исто како нас, онака супер почетнички, најпрвен ти треба нешто абстрактно. Тоа е жилба. Да, жилба е абстрактна именка. Направена е од некаков материјал? Не. Можеме да ја допреме, да ја држиме во рацете, да ја видиме некаде оставена? Не. Ниту мојата, ниту твојата жилба. И па затоа ја нарекуваме абстрактна. Ма како неја има уште многу други. Еве, видете, ден, месец, година, руле, лето, есен, зима, тага, радост, нервоза, храброст. Знаеме дека постојат, но не се направени од некаков материјал. Значи, жилба имаме. И сега ни треба нешто конкретно. Ни треба волница, замотена во клопче. Ке ни треба и игли за плетење, ама ајде, за почеток ке си плетеме ние со прсти и со моливчиња. Колку конкретни именки си кажа во оваа реченица. Сега имаме се. Ама повторно ни треба нешто абстрактно. Иначе ништо од плетењето. Ни треба упорност и малку љубовитност. А страв од грешка ни треба? Не, тоа не ни треба. Ке си вешбаме и ке си научиме. Ама колку да се знае, зборовите страв и грешка се исто така абстрактни именки. А сам мисли како да си играш со пената за бричење. Ама само со дозвола и во договор со возрастните. Така си се договоривме ние со дечињата. Пената учителке има супер мирис. Запиша еден од моите ученици, а потоа си заклучивме дека зборот мирис е абстрактна именка. Оваа супер забава на масичката ќе ни биде супер спомен. А ако се прашуваме ние, рече еден од учениците, можеме да си ја повторуваме секој ден, секој час, во есен, во зима, од понеделник до петок и така натаму. Запиша друг ученик, горд што успел да запише супер реченица со 9 именки, една конкретна и 8 абстрактни. И играта со брашното беше супер забава невидена. Колку реченици со конкретни и абстрактни именки се запишавме. Конкретни именки за сите предмети и нешта со кои си ја направивме нашата зимска сцена. Па и ние во нив, учителката, учениците, училницата, училиштето, масичката, моливчињата со кои пишувавме. А нашата среќа, радост, возбуда, упорност тие заминаа во друштвото на абстрактните именки. Ама сите заедно беа под еднакво важен дел на оваа супер авантура. И не само тоа. Ловевме и конкретни абстрактни именки низ една наша нова супер бајка, а која е таа бајка, па засега нека биде тајна. Аха, реков тајна. И тајна е абстрактна именка. Но знаете што? Ние откривме нешто многу интересно. Некои абстрактни именки имаат браќа или сестри, придавки и глаголи. Толку се слични, што додека пребаруваш на речениците може да те збунат. Еве зборот среќа е именка. Абстрактна, ама среќа е придавка. Тага е именка. Абстрактна. Тагува е глагол, а тажен е придавка, кажува каков е некој. Насмевка е абстрактна именка, ама насмеан е придавка, кажува каков е некој. Леле, навистина слично, ама толку многу различно.
Па затоа ќе се внимаваме на ова. Довидување!